Срдечен поздрав и оваа сабота на почетокот на најновото издание на Фактор среќа поддржана од Државна лотарија. Во денешново саботно попладне, или ако повеќе сакате приквечерина, ќе се дружиме со лик од модната сцена. Тој е манекен, моден менаџер и собственик на модното студио Црнокрак. Велат дека е благослов да се работи со убави жени, но дали е тоа навистина така, ќе го прашаме денес во нашата емисија. Мики, здраво и добре ни дојде во Фактор среќа. Здраво, добро те најдов. Дали е благослов да се работи со убави жени? Или убавите жени знаат да бидат малку и напорни, каприциозни, захтевни? Колку е убаво, толку и напорно, верувај ми. Но јас не работам само со убави жени, и со убави мажи, и со убави дечиња, и постари, така да. Али секогаш вака у муабети некако мојата работа ја вржуваат со работа само со жени, но јас работам и со машки, и со дечиња, и со повозрасни, така да. Но секогаш кога ќе те сретнам и кога ќе те видам, секогаш си обкружен со прекрасни дами, нормално затоа што тие се дел од модното студио Црнокрак, а вие задолжително сте на сите важни ивенти, настани кои што се случуваат во нашиот град, но и ширум земјата, и затоа сум се прашувала дали е навистина тоа благослов или некогаш знае да биде и мака. Некогаш навистина е голема мака, но ете, сме навигнале на се. Мики, како почна да се занимаваш со манекенство? Тоа беше многу одамна и ти беше од една генерација на манекени и манекенки кои што навистина ги паметиме по едни исклучителни модни ревии, модни настани, кога се презентираше мода од македонски конфекцијски гиганти. Ајде да те подсетиме на твоите почетоци. Тие почетоци беа навистина преубави. Јас првите неколку години работев како манекен надвор од Македонија и тоа не го знаеше никој, буквално ни моите дома не го знаеа. Имаше тогаш некои предрасуди во врска со нашава работа, во врска со манекените и некако немав храброст да се појавам тука на оваа модна сцена. Но на наговор на некои од тогашните другарки, односно колешки кои беа веќе манекенки со години во Македонија, ете пробав на прва моја модна ревија во Македонија беше големата модна ревија на Лонза, која се одржа во Македонскиот народен театар. Беше прекрасно и ми беше преубаво и ете си викам зошто да не продолживме. Како што кажа ти тогаш во главном модните ревии ги работевме за големите модни компании, нели гиганти југословенски тогаш, Тетекс, Отекс од Македонија, Јумко Врање, Бартекс Варажден и така натаму. И кога ги правевме тие турнеи, например, почнувавме со Тетекс од Тетово, па Скопје, па одевме низ Србија, Хрватска, Босна, цела бивша Југославија. Тоа траеше некогаш и месец дена. И имавме проблем, бидејќи во главном тогаш се што носевме остануваше за нас. И од толкава турнеја, од толку настапи, некогаш не можеш да го донесеш се оно што ти го поклониле. Дали чуваш нешто од сите тие тогашни парчиња до ден денес или едноставно е невозможно да се... Нешто останало чисто онака ради спомени да ме потсеќа на тие убави денови. Не верувам дека нешто од тоа сега би се носило, мада некогаш кога ги имаме оние ретро настани, Gentleman's Ride, например, кога така си да се облечени во некои старовремски аутфити, тоаш наоѓам момент да го искористам тоа што го имам отпорено. Ти не само што одлично се снајде на модната сцена и беше представителен манекен, па и до ден денес и уште си, туку направи и чекор понатаму, стана и моден менаџер и собственик на модното студио Црнокрак, што значи дека навистина целиот свој живот го насочи во тој правец. Модата стана, модната сцена, изборите за убави на твој лајфстайл и начин на живење. Сега спомна претходно дека
постоеле предрасуди, можеби и ден денес се уште постојат во однос на таа професија, дали денеска младите девојки и момчиња полесно се решаваат да стапнат на модната сцена и да станат модели и манекени отколку порано? Или можеби се уште има некоја доза на задршка кон таа професија, која што патем и јас сум имала можност да ја работам кога бев многу помлада и имам навистина само убави впечатоци и спомени од сите тие модни реви и дружења. Па денес е многу полесно да се работи оваа работа, да се биде манекен. Кога бевме ние манекени, нели имавме една група од тоа беа 20 на манекени кои работевме во главном како придружба на настаните кои ги организираше господинот Марио Липша со својата агенција за концерти. Покојниот Марио Липша, кого јас секогаш сакам да го споменам. И кого сите го обожувавме, едноставно имаше прекрасен начин на работа. И многу од тоа што го работам јас и ден денес го научив од него. Значи ние бевме една група која беше оставена, све беше оставено на нас. Значи ние се организиравме за превоз, за шминка, за фризура, за проби и така натаму и така натаму. Значи додека сега постојат, тогаш немаше модни агенции. Сега постојат модни агенции кои се грижат за се тоа. Моделите само треба да бидат убави, згодни, спремни за работа и да дојдат да ги среди некој, да излезат на модната писта. Да имаат стилисти, шминкери, да, фризери, се има, буквално се има. Значи не треба да се грижат за ништо. Додека кога ние тоа го работевме, тогаш пред години и години бевме оставени сами на себе но сепак се снаоѓавме и ни беше убаво. И сега кога ќе ги споредиш нашата работа тогаш и работата на моделите сега, иако е се многу полесно сега, некако како да потешко се одлучуваат за оваа работа. Треба многу убедување. Ајде, кога се работи за работа овде, локална, во Македонија, во Скопје, во Македонија, можеби и не е проблем. Меѓутоа, кога треба да излеземе надвор, бидејќи на нас сепак ни е предизвик оваа работа да ја пласираме надвор од Македонија. Значи, македонската убавина да ја представиме ширум целиот свет. Кога треба тоа да се направи, тука како да има некоја рачна и тука е веќе проблемот. Многу тешко се одлучуваат нашите манекени, манекенки да излезат надвор, да одработат нешто што е подолго од 2 дена. А ти, односно и агенцијата Црнокрак, сте собственици на повеќе лиценци за избори за убавина, светски избори за убавина и многу пати токму преку вас, нашите девојки, не само што настапуваат на тие светски избори, туку и се враќаат со титули, што значи дека навистина и светот и се поклонува на убавината на македонската жена. Имаш право, последните 10 години некако сме усредсредени на таа работа поврзана со изборите за мис. Имаме во моментов околу 45 лиценци за избори на убавина или модели ширум целиот свет. И тоа голема бројка, секако не може цела да се исполни во текот на едната година и бираме. Секоја година бираме избори на кои ќе учествуваме. И порано кога почнувавме со тие избори за мис, кога излегувавме надвор од Македонија, ни беше она важно е да се учествува. Бевме среќни што сме дел од такво нешто. Но последниве години ја мислам дека не постои изборот кој модното студио Црноград не се вратило со титула. Се обидував да ги избројам, мислам дека се преку 100. И меѓу другото, и твојата ќерка учествуваше на таков избор и таа е носителка на една од тие престижни посакувани титули, зашто вие сте модно семејство и ти дома живееш со убавици, не само што работата ти е поврзана со убавици. Па да, Моника, постарата ќерка учествуваше на избор за Мис Европа, што оваа година се одржа во Бејрут, во Либан, во февруари и март месец, и таму освои дури 2 титули.
Исто така и помалата ќерка и Нина учествуваше на избор за Little Miss во Бугарија, Little Miss Galaxy, и таа на изборот освои 2 титули. Така да они го сакаат тоа. Нормално, мислам, ние не ги тераме со сила да учествуваат на тие избори. Цело време, цел живот гледаат такво нешто и желбата која се појави кај нив, ние само ја, како да кажам, погуравме и Па и нормално успеа и тие. Со таква една генетика, со мајка убавица манекенка, мис со татко манекен, сосема природно и прекрасно што ги следат тие ваши патишта, а еве Светлана Црнокрак Цеце, сега публиката веќе има можност да ја гледа и на фреквенцијата на телевизија Алфа како презентерка на вечерните вести, и на сите ни огромно задоволство што е дел од тимот на телевизија Алфа, и секогаш вашето секојдневие е поврзано со медиуми, со светла, со рефлектори, со сцена. Дали тоа никогаш ти станува пренапорно или едноставно и после толку години ти представува задоволство и уживање? Како когаш, зависи од расположението. Некогаш ти доаѓа да се преку глава и двај сакаш чекаш да заврши. Некогаш уживам, некои снимања траат со денови, нели, така да мораш да си сконцентриран, мораш да добро, до душа јас во последно време сум повеќе во бекстејџот, организацијски од позади, но таа работа е уште потешка, нели? Кога си на сцена, кога тебе те снимаат, мислиш само на себе, нели, да бидеш како што треба за да публиката го види тоа како што доликува, нели? Но кога си во бекстејџот, кога водиш рачуни, кога се грижиш за све да биде како што треба, е многу потешко некогаш. Верувам дека е навистина така. Дојде на снимањево со твоето скутерче, со моторче, Урбан Ликси. Те гледаме во градов буквално на сите настани што се случува, значи дел си од културното живење, од културното милје, не само модното, и Урбан Лик кој што нели секогаш убаво изгледа, спастрено, секогаш ете одговорно си на место на кое што те очекуваат во време кога треба, соодветно како што треба, и бидејќи си од тие луѓе што ги сакаат скутерите како превозно средство. Ајде сега ќе направиме мала пауза од разговорот за да изгребеме една гребка урбан стил на државна лотарија, затоа што тука освен парични добивки се крие и еко скутер. Ако имаш еден, да се подновиш би било уште поубаво. Пред да си одбереш гребка, кажи ми, играш ли игри на среќа? Дали имаш навика од време на време да си купиш гребка, да изгребеш, или може би да платите лото 7 па да чекате седмица 6? Мојата мајка, сега покојна, работеше во тогаш лотарија на Македонија. И секогаш кога дека неа, така доле кога влегував, чепкав по некоја од тие грибки или лозови, тогаш нели ги вика. Да, инстант лозови. Да, и од тогаш ми остана тоа. Сега во последно време не толку. Некогаш ете, може би во кладилница да ставиш нешто, ете, чисто колку да ти е интересно. Чисто рекреативно, да се игра одговорно, така велат и од државна лотарија. Баш така, чисто рекреативно. И нормално за лица кои што се полнолетни над 18 години. Ајде сега да те подсетиме на гребењето гребки. Повели, еве си имаш тука едно вакво гребалче, може и на маса ако ти е позгодно. Да видиме дали ќе имаме 3 полиња кои што имаат ист износ, 2500 до сега, што е добро. Тоа претходното поле, те молам убаво да го изгребеш, Урбан, да видиме дали е 1 или 2. 1, затоа што тоа се ознаките за екоскутерот, бешумен, економичен, супер за градско возење, ама ништо. Овој пат, но не е страшно, имаме од државна лотарија тука
цело комплетче гребки, кои што после емисија можеш да ги изгребаш или дома да ги однесеш па со твоите прекрасни дами да гребете, може таму ќе има некоја поконкретна добивка. Го спомнавме скутерот кој што го возиш низ градот, гледам дека си убаво и сончен, имаш одлична боја, но знам дека многу повеќе ја сакаш зимата отколку летото. Една твоја голема страст е скијањето и ти си од оние луѓе што секогаш уште прв ден на почеток на скијачка сезона и кај нас и во соседство Бугарија, Србија, таму си каде се отвара ски стаза, Мики Црнокрак е прв. Од кога скијаш? Од мали нозе. Од мали нозе, на Попова шапка научив да скијам, нели? Бидејќи јас сум роден у Тетово и кога бев мал, секој распуст, зимски распуст, го поминував кај баба и дедо во Тетово. И тогаш работеше жичарата, нели, Тетово Скопје. Од кај баба и дедо, скиите на рамо, сам сум одел секогаш. И од тогаш ми е навистина скијањето на голема пасија, на голема љубов и навистина јас би менувал зима за лето. Мислам дека нема зима да не сум бил негде минимум 40-45 дена на скијање. Обично кога сум слободен, кога немам некои големи обврски, што ми е убав денот, или сега е лесно да се види какво ќе биде времето утре. Јас сум на некој од нашиве планини, на она дневно скијање, нели? Буквално некогаш се случува да ја фатам, нели, првата жица уште во 8:30 со мајсторите што работат, да отскијам до кај 12:30 и да се вратам во 2 сат да бидам во канцеларија и да си продолжам со работа. За ништо не би пропуштил некој убав и сончен и мирен ден, убав за скијање. Така да, би менјал зима за лето. И не само лето за зима. Така, лето за зима. И не само ти, и твоите ќерки и твојата супруга, сите скијате и сите уживате во тој зимски спорт. Што уште сакаш да правиш кога имаш слободно време? Што уште е фактор среќа во твоето секојдневно живење? Па многу малку за жал имаме слободно време. Фактор среќа секако е на прво место фамилијата и дома да имаш топол дом и хармонија, бидејќи ако го немаш тоа, onda се друго е многу потешко. Ако го имаш тоа, тогаш е све друго многу полесно. Така да слободните мигови освен дома со фамилијата, ако имам време и јас многу го сакам спортот освен скијањето. Ја мислам сите можни спортови сум ги тренирал. Дури фудбал. Така да кажам полупрофесионално. Она другото све било рекреативно, али кога ги собирам оние сите играња фудбал и кошарки после школа, после факултет, ние сме знаеле да ги фрлиме ранецот од школа од 3-4 попладне, па сме се враќале дома додека не си стемни, нели? И јас мислам дека кога ги собирам сите тие играња, дека 100% сум имал повеќе него професионални спортисти што имале тренинзи во животот. Ова е убаво да го слушнат и по младите генерации, зашто навистина е прекрасно така да растат младите, на тој начин да спортуваат и да го користат денот за физичка активност. Многу е жално што сега ете во тој период кога е најубаво, кога се стемнува во приквечерието, кога е најубаво да се собираат да играат фудбал, мал фудбал, кошарка, нема речиси никој. Ние 20 сме чекале нели, ти кажав пред малку, ние 20 сме чекале да ни заврши школата, да го фрлиме ранецот, да намачкаме парче леби паштета и да отидеме да играме фудбал и кошарка. Сега тоа многу ретко го гледам низ парковите, низ игралиштата. Се сведува на компјутери, телефони, таблети. Тоа е многу жално и
многу тешко тоа можам да го сварам. Тој спортски талент од тебе го има наследено помалата ќерка Нина, која тренира одбојка. Не само Нина, и Моника тренираше одбојка, која за жал, за моја голема жалост, престана да игра на своји 17 години. Но добро, затоа посериозно се занимава со модата и на модната сцена. Сега ете Нина тренира интензивно одбојка и ќе видиме дали ќе продолжи постапките на сестра и не да престане да игра, него да си биде професионална одбојкарка. Па ние во модната агенција многу од нашите манекенки збориме за девојките, освен што се манекенки модели тренираат и некој спорт. Во главном одбојка, така да одбојката и манекенството имаат многу дуперни точки. Пошто бидејќи манекинството и одговорна работа и бара дисциплина, не е само да се прошета на модна писта. Сите кои што се занимаваат со таа професија, без разлика дали се девојки или момчиња, мора да внимаваат на добра линија, да имаат згодно тело, но и добар тонус на мускулите. Не е лесно да се биде манекен. На што се треба да се внимава ако никој сака да се занимава сериозно со оваа професија? На многу работи. Јас сум на диета речиси 35-40 години. Бидејќи ако се опуштам и ако не внимавам на исхрана, ако не спортувам и така натаму, имам таков метаболизам да све се лепи за мене. Ретки се тие, имаме некои примери во агенцијата, ретки се тие, но многу ретки кога некои од девојките или дечките буквално све јадат, изгледаат фантастично, но многу се ретки тие. Значи, треба да се вложува во себе, треба да се внимава на исхраната, треба да се спортува, треба да се биде дисциплиниран, треба доволно да се спие, за да изгледаш онака како што треба и за да секогаш можеш да одговориш на потребите на тоа што го бараме ние како модна агенција. Реков пред малку во разговорот, нели, манекените, моделите треба да бидат у секое време подготвени и спремни, зашто многу од работите се случува од денес за утре. Утре имаме тоа и тоа. Ако си подготвен, повели. И треба да се биде истраен, затоа што постојат многу млади кои што ќе почнат да се занимаваат со таа професија и ќе работат одреден период, неколку месеци или неколку години, но long term бара на вистина многу посветеност и дисциплина. Мислам, затоа и те си сведок и ти... Да. Ние оваа година славиме 25 години од како ја отворивме модната агенција, модното студио Црноград. И можам да кажам дека и уште тогаш, кога почнувавме, некои од манекените, ако се сега веќе возрастни, имаат фамилии, жени, деца, све, се уште имаме соработка. И после 25 години. Така да, тоа е индивидуално. Кој сака, кој не ќе си има друго. Така е, секој треба да пронајде каде е најсреќен и најзадоволен, а јас пак ќе речам, мислам дека е привилегија да се работи оваа твоја професија со сите специфики, со сите можеби тешки, комплицирани моменти, обврски, но сепак е големо задоволство да се биде дел од модната индустрија, да се биде обкружен со таков убав свет, со како што си обкружен ти и на работа, но и дома. Мики, времето ни летна брзо и така е секогаш кога имам наспроти мене соговорник со навистина инспиративна и убавна приказна. Јас ти благодарам што одвои време да бидеш денеска мој гостин, а гледачите на телевизија Алфа и на Фактор Среќа што има можност да ја слушнат твојата денешна приказна, верувам дека им го разубавивме ова саботно попладне. Во знак на благодарност од Државна лотарија Грепки Урбан Стил, а од мене многу среќа при гребењето на грепките. Благодариме. Може да има некој скутер внатре, така?
Па ќе јавиш, се ќе провозиме. кажеш ако има. Поздрав дома до сите, уште еднаш ти благодарам. А еве тука го заокружуваме денешното дружење со вас и со Фактор Среќа. Ми останува да ви посакам да имате убава летна вечер, да уживате во утрешниот неделен ден. Се гледаме на фреквенцијата на телевизија Алфа. Имајте убава вечер.